Рубин Земон ги разобличи Венко Филипче и СДСМ, неговата кафе средба со Виктор Стојанов, покрај тоа што му ја заврши кратката партиска кариера, ја потврди соработката на социјалдемократите со Бугарија. Од ВМРО ДПМН велат дека сите карти излегле на површина и тоа преку Земон, за кој велат дека е човек на Заев, еден од најблиските луѓе на Филипче и врската на СДСМ со Софија. Освежувањето и засилувањето на Филипче и СДС со Рубин Земон заврши со големо фијаско. Дури видни членови на СДС му кажале на Филипче дека со оваа работа отидено е предалеку, па затоа му било кажано на Рубин Земон да замине од СДС, но да продолжи со тоа што му е работа, а тоа е соработката со Бугарија и ширење на бугарска пропаганда. Филипче е фатен во небрано, откриени му се намерите и доколку вака продолжи, СДС ке стане доел. Средбата на Земон со човекот кој има забрана за влез во Македонија доаѓа во период кога од СДСМ секојдневно слушаме дека морало да има бугари во устав. Од партиската говорница портпаролката Богданка Кузевска повторно реши да се фали колку патриотски и храбри одлуки донеле владите предводени од СДСМ на меѓународен план. Во периодот на владите на СДСМ беа донесени храбри и државнички одлуки, благодарение на кои што денес македонскиот јазик е признат и рамноправен во Обединетите нации и во Европската унија. Со договорот со Фронтекс, македонскиот јазик е официјално признаен од Европската унија, потпишан чисто на македонски јазик, без фусноти, без додавки од сите земји членки на унијата. Предходно Филипче кажа дека токму бугарите во устав се единствената тема за која би седнал на маса со премиерот Христијан Мицкоски. Уставните измени не се никаков ризик и треба да се направат час поскоро. Тоа е единствената работа за која што ја би седнал на маса да разговараме, затоа што тоа е единствениот пат напред. Предходно Земон имаше и навредлива изјава за Гоце Делчев дека ништо не напишал во животот, дека ни една битка не извојувал никаде, а кај нас бил направен мит за него. По ова тој се извини и кажа дека бил погрешно разбран, но потоа седна на маса со Стојанов.